Благодарам. Почитувани колеги и почитувана јавност, мојата дискусија ќе ја започна со изјавата на еден од предлагачите, каде што рече дека ова одговорно парламентарно мнозинство. Како одговорно парламентарно мнозинство, кое што дел од пратениците од ова одговорно парламентарно мнозинство, кои што се потписници на овој предлог закон, се предлагачи, видовме на Комисијата за труд и социјална политика како истите предлагачи не беа во можност да дадат образложение за законот кој што го предлагаат. Мене навистина ме радува сега кога слушам дека еден од предлагачите се потруди, се обиде навистина пред јавноста и пред нас да ги образложи членовите кои што се изменуваат и дополнуваат со законот за социјална заштита, но за жал на Комисијата за труд и социјална политика, која што заврши пред малку, воопшто не слушнавме никаква дискусија, освен кратко образложение кое што беше површно дадено на самата комисија. Зошто велам површно? Колку и да се трудеше предлагачот да го каже тоа кое што го кажа во кратки црти, немавме дополнителни прашања, затоа што нормално е во предлог законот да имаме некои недоречености и ние како опозицијски пратеници нормално е да прашаме и да побараме дополнително образложение, но за волја на вистината не слушнавме никакво образложение, ниту пак добивме некој некаков одговор на поставените прашања. За жал немаше ниту волја, ниту желба да добиеме попрецизни одговори. Ме радува фактот што сега додека некаде околу пред половина час заврши Комисијата за труд и социјална политика и до почетокот на самата седница, предлагачите се обиделе да добијат дополнителни информации и еве на самата пленарна седница да се потрудат да дадат едно поопширно образложение за измените на овој предлог закон. Толку околу одговорното парламентарно мнозинство, затоа што самиот начин на поднесување на овој закон, без притоа да се имат целосни податоци, како и носењето на законот пред месец дена, и еве денеска на оваа седница да имаме измени на долго најавуваниот реформски закон, зборува колку ова парламентарно мнозинство навистина е одговорно. Ако еден закон го најавувате како реформски и ако за еден закон ги терате предизборните кампањи и ветувате дека со овој закон ќе допринесете на луѓето да се излечат од сиромаштие, дека ќе им овозможите висока социјална парична помош и ќе им овозможите вработување, навистина, ако тоа го ветувате, граѓаните очекуваат истото да го исполните. Но 2 години слушавме за изготвувањето на овој закон. Цели 2 години слушаме дека се изготвува овој системски закон. И ова го слушавме секаде, каде да се појавеше некој од функционерите, постојано се зборуваше дека овој закон ќе допринесе во Република Македонија повеќе да нема сиромашни луѓе. И добро ќе беше навистина да беше така. Но наместо да се трчаше по пресконференции да се даваа изјави за добронамерноста и добробитта од овој закон, требаше по-сериозно да се пристапи кон суштината и изготвувањето на овој закон. Како опозиција поднесовме многу амандмани и имавме многу забелешки, се со цел да се подобри предлог законот, но истите не беа прифатени и за жал, еве сега гледам дека многу работи кои што беа укажувани од наша страна, за не цел месец во пракса покажаа дека навистина има пропусти законот за социјална заштита. Јас верувам и се согласувам дека законот е жива материја, дека може да претрпи промени, дека нормално е теоријата и праксата секогаш да не се во иста насока, да самата пракса да покаже недоследности, но затоа кога се изготвува некој закон, треба да има консултации, да има работни групи и да се слушне и поинакво мислење од тоа што беше зацртано на парламентарното мнозинство. Почитувани колеги, во овој предлог закон кој што го имат поднесено пратениците, стои, во членот 3 стои дека за избор на директор на една установа, директорот може да биде избран само од редот на стручните работници. Па од тука ми се провлекува прашањето, бидејќи за овие 2 години видовме како се назначуваат директори во центрите за социјална работа, без притоа да имаат еден ден искуство во центрите за социјална работа. Па од тука ми се провлекува прашањето дали владата или министерството не се задоволни од работата на директорите. Дали на овој начин, дали тие утврдиле дека лице кое што донесено од надвор
без разлика на неговите стручни квалификации, сепак не е во можност да одговори на барањата и потребите на центрите за социјална работа. Дали со ова тие покажуваат дека направиле пропуст при изборот на нивните кадри? Или пак второто прашање кое што се провлекува е дали поради така најавената промена на директори, сега голем дел од членовите се ги зголемија нивните апетити или пак сака да им се задоволат нивните барања, кои што ги добиле во предизборниот период, дека ќе бидат вработени и назначени за функционери, па сега гледаат шанса да се вдомат во некои установи, кои се под Министерството за труд и социјална политика, и вршат притисок врз владата. Можеби владата, сакајќи да се заштити од ваквите барања, да се ограничи од ваквите барања и претходно дадени нереални ветувања, сега прави измени во овој член од закон. Доколку беше поинаку, Министерката за труд и социјална политика немаш да назначува директори, најголем дел од нив дојдени во центрите за социјална работа, на како прво вработување им беше директор на центарот. Можеби ја увиделе грешката и пропустот и затоа сега ги прават овие измени. На комисијата слушнавме дека овој предлог закон ќе го зголеми опфатот на корисници, односно ако сега се 24.000 со измените кои што се прават, за кои што измени не велам дека дел од измените не велам дека се погрешни, напротив сметам дека се позитивни и се го допрецизираат законот и ќе допринесат за остварување на одредени права на корисниците кои што се засегнати, но слушнавме дека ќе има нови 6.000 корисници. При тоа, почитувани колеги, ако имаме нови 6.000 корисници, како овој предлог закон има фискални импликации? И таму го постави прашањето и тука ќе го поставам. Ако овие средства не се предвидени од буџетот, дали само назначениот министер за финансии, овие средства ќе ги плати во кеш, како што слушнавме дека во кеш може да плати 100.000 евра, може би сега предвидел дека секој месец ќе дава по 6.000 евра пари во кеш, се со цел да се задоволат потребите и барањата на граѓаните. Понатаму, ќе кажам дека со Законот за социјална заштита, кој што беше најавуван како реформски, ќе повторам, колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз треба да имаат информација дека во центрите за социјална работа секојдневно се кратат одредени права на корисниците на социјална заштита. Еве, например, во Крива Паланка се прекратени над 100 корисници. Барем колегите од изборна единица 3 би требало да бидат информирани каква е состојбата во центрите за социјална работа, еве конкретно за изборна единица 3. Тука имаме и предлагачи од оваа изборна единица. Пред да дискутираат за нешто и да кажуваат колку е позитивно законското решение, треба да имат реална информација од терен. Доколку мислат дека ако не ни веруваат нам што зборуваме на комисиите или на пленарните седници, нека добијат дополнителни информации. Па тогаш самите ќе потврдат дали тоа што го зборуваме е реално или не е реално. Затоа ќе кажам дека долго најавуваниот закон не е така позитивен како што беше најавуван. Има позитивни страни, но има и многу негативни страни. За жал, владеачкото мнозинство ниту тогаш, ниту сега прифаќа дека во предлог законот има недостатоци и има работи кои што се на штета на дел од одредена целна група на луѓе, но верувајте дека времето ќе покаже, како што покаже и сега дека за нецел месец веќе имаме измени и дополнувања, верувајте дека за кратко време овие закони ќе претрапат нови измени и дополнувања. И се си мислам дека со текот на времето, можеби министерката која што ја навуваше реформи, можеби ќе се врати на Законот за социјална заштита, кој што беше на сила пред да се донесе овој реформски закон. И на крај ќе кажам дека ВМРО ДПМН никогаш не кочеле носење на Закон за социјална заштита. Законот за социјална заштита беше пролонгиран неколку месеци само затоа што Министерството за труд и социјална политика немаше јасна визија што сака да направи со новиот закон. Имаше многу ветувања, но во реалноста не знаеше како тоа да го вклопи на хартија. Затоа овој закон се поднесуваше во редовна поставка, се повлекуваше, се предлагаше по скратена поставка, се повлекуваше, се предлагаше од пратеници, пак се повлекуваше, така да не ги обвинувате пратениците од ВМРО ДПМН. Самото владеачко мнозинство не беше во состојба на времено да го испорача она што го ветуваше. Благодарам.